Со сослушување на сведоци кои беа донесени со полициска асистенција завршија вербалните докази, но и материјалните кои судот ги прифати за судскиот процес против градоначалникот Рамис Мерко за набавката на луксузниот автомобил Audi A6. Според судијата Јованов, на наредното рочиште во месец јуни треба да има завршница на овој случај. Значи на денешното рочиште ги исцрпивме оние вербални докази кои што судот ги прифати, материјалните докази исто така се изведува, значи сега само останува да се види целокупната документација, да им се даде можност на одбраната и на обвиненијето да ги спремаат своите завршни зборови и на наредното рочиште веќе предметот да се заврши. Лилјана Стојанова, поранешна вработена во Државниот завод за ревизија, истакна дека во услови на блокирана сметка председателот на судот дава одобрение за функционирање на општината и одобрен месечен лимит. Дали тоа во голема мера ќе влијае на одлуката, судијата Јованов истакна дека ќе бидат земени во предвид сите искази. При донесувањето на одлуката ќе бидат земени предвид сите искази, сите материјални докази. Не можам да одвојам конкретен за да кажам дека тој ќе влијае, ниту пак можам да коментирам унапред за тоа што ќе земам предвид при донесувањето на одлуката. И судењето за спорната спомен плоча која беше поставена на зградата на општина Струга продолжи со изведување на вербални докази на обвинението. Значи продолжуваме со вербалните докази на обвинението, понатаму ќе видиме што ќе прифатиме од одбраната, па ако се тече по планот и тоа би било при крај. Струшкиот градоначалник и утре ќе седне на обвинителна клупа овој пат за незаконско поставување на директори во неколку основни училишта во Струга и Струшко. Инаку против Мерко во моментов активни се 9 судски предмети. Нина Ритоновска, Сител телевизија.